Ки се чекаат податоците на Државниот завод за статистика за инфлацијата во април, кои се објавуваат во првата половина на мај, па дури потоа ќе се излезе со конкретни мерки што ќе се преземе за цените на храната. Министерот за економија Бесир Дурмиши вели инфлацијата е во рамки на нормалното. Имаме една од најниските стапки на инфлација во регионот. Статистика пак измери дека во март инфлацијата е 4,9% во однос на март лани, а трошоците за храна се повисоки за 7,5%. Ne bazohemi në të dhënat zyrtare që I marrim nga statistikat, shtetërori statistikave dhe muajin që shkoi, domethënë pa rritje të inflacionit, por ke në suaza të normales. Dhe nëse I krahasojmë me vende tjera të rajonit, ne kemi domethënë inflacionin më të ulët dhe për momentin është në gjendje stabile. Tani në ditët në vijim do e presim dhënat zyrtare të cilët do të dalin përsëri nga enti I statistikave dhe do të dalim me hapa konkret se çfarë do të ndërmarrim mbas të atyre të dhënave të cilët do t'i marrim. Дурмиши вели инспекторите се на терен, доколку има девијантно однесување кај трговците и енормно зголемување на цените ќе се оди со намалување на ДДВ-то кај храната. Краен чекор ќе биде ограничување на профитните маржи на 5% кај трговците на мало и на големо. Вчера пак во телевизиско гостување, премиерот Мицкоски кажа дека ќе има нови дополнителни мерки, но ќе мора внимателно да се следи состојбата, бидејќи со сегашните мерки прилично многу бил изложен буџетот. Засилени инспекцијски контроли пак на пазарот за вештачките ѓубрива најави Државниот пазарен инспекторат. Ќе се контролира дали трговците ги почитуваат мерките на владата со кои се ограничија трговските маржи за да се помогне на земјоделците поради растот на цените на ѓубривата. Како највисоки цени на залихите во трговијата на големо на неоргански ѓубрива се утврдуваат цените што се применувале во трговијата на големо на 15 април 2026, намалени за 10%. Се ограничува највисоката бруто профитна маржа во трговијата на големо и мало на неоргански ѓубрива до 5%, како и на органските ѓубрива, органоминералните ѓубрива, биостимулаторите и подобрувачите на својства на почвата до 10%. Инспекторите ќе проверуваат и дали се почитува обврската за континуирано снабдување на пазарот со вештачки ѓубрива. Одлуките ќе се применуваат до крајот на мај.